Ден по хаваријата во Охис, а за властите само инцидент. Се уште не е утврдена одговорноста кој е виновен, што 6 тони контаминирана вода со метилакрилат се излеа од една од цистерните во фабриката. Дури денеска надлежните се одважија да се појават пред камерите, додека вчера, кога граѓаните беа во паника, тие испраќаа само соопштенија. Директорот на Екоцентар 97 биле дека не стравувал дека ќе ја загуби работната дозвола по вчерашните случувања, каде заради пукање на вентилот, по чистење на цистерните, истеча вода во која имало и метилакрилат. Тој се правда, тие работеле правилно. Јас лично мислам дека максимално се испочитувани сите процедури и сите закони. Има елаборат, по кој елаборат ние работиме, имаме надзори, имаме надворешни консултантски куќи, со сите договори, со сите лиценци и така да не гледам причина за губење на работата. Иако според директорот тие немале вина, сепак вчера токму граѓаните го пријавиле случајот во полиција. Зошто фирмата не го пријавила случајот? Оправданието е оти вентилот пукнал досна во текот на ноќта завчера и немало кој да види дека водата се излива. Граѓаните во околните населби велат оти почувствувале непријатна миризба, печење на очите, сушење на грлото и главоболки и затоа побарале помош. Да, но мислам дека тоа е и само заради општата состојба на воздухот, но можно е да придонесува и Охиста. Се осеќа миризба, се осеќа грло, се суши, така да... Заменик министерот за животна средина, Јани Макрадули, вели немало простор за паника. Водата е собрана и граѓаните не треба да стравуваат. А на новинарските прашања кој ќе ја сноси одговорноста, вели дека ќе испитале и во скоро време ќе соопштеле. Зато треба, викам, да се провери, записниците сите ќе бидат споени, мерџувани од извештајот од Министерството. Вчера имаше екипа од армијата, од државниот, од МВР, државниот инспекторат, надзорот што го прави факултетот од Штип и сите тие документи ќе се донесе и ќе се донесе одлука. Наспроти изјавите на Макрадули, граѓанскиот активист Тони Никушевски вели дека покрај 11 хемикали кои се во Охис има уште многу и контрираше на речиси се од изјавата на заменик министерот. Апсолутно со ништо од тоа што го кажа скоро нашите надлежни не сум согласен, затоа што најпрви не видовме како се држи оваа работа под контрола во смисла на поставување на една ограда од мерни инструменти кои што ќе може да детектираат концентрацијата на одреден радиус оддалеченост од самото место на инцидентот, кои што ќе може да ги предупредат граѓаните во одредена насока, да кажеме во насока каде што дувал ветро, дека тие ќе бидат изложени со поголема концентрација, да ги напуштат своите домови или да се затворат и така натака. Едноставно видовме како неубаво се менаџира проблем кој што е еден од најголемите проблеми на тлото на Југоисточна Европа. Инаку, водата која истакла од цистерната е собрана, а вчера интервенираше и армијата на Македонија. Јавноста прашува, ако не била хаварија и станува збор за мал инцидент, тогаш зошто дојде армијата? Позадина се наоѓа фабриката Охис во која се излеала контаминирана вода во која се одржала метилакрилат. Надлежните смируваат, велат нема простор за паника, но останува отворено прашањето кој ќе ја сноси одговорноста и дали воопшто ќе има.